Отвора сега. Отговаря Йова, Йова. Вземем ли офис? Да. Айде, обаче. A couple of years ago, and then I started meeting a lot of people who didn't know anything about coding, and I realized very few things. So I realized that first of all, a lot of people think that you have to be good at math to become a developer or an engineer. And I think the reason a lot of people think so, and maybe a lot of eventually this turned into really big workshops with up to 80 women, and I've been running many of them, 30 of them. My best way to welcome you to this class, but also to tell you that everything you are going to learn. Здраво на сите! Часот е некаде околу 1 и јас одлучив да се фарбам. Затоа што денес ништо не правев. Се одморав, па сега дојде време и да се нафарбам. Немојте да обрнувате внимание зад мен овој хаос. Тоа се висачите што треба да бидат надзид. Ама се уште ги немаме закачена. Значи вака. Јас користам Сајос и се фарбам само тука во коренот, секогаш. Ова е фарба Dunkel Braun, тоа значи темно кафена. За после фарбање ми треба една штипка и еден чешел за да си одделувам косата. Можете да ставите и крем околу началото, за да не ви се нафарба. Може да почнеме. Најпрвен ги вадам цел накидко вадам за секој случај да не ми се вапца. Така може. Исто ја откидам. Така. Не замерувајте, многу сум истуткан, ова ми е најстара блуза. Сега ќе ја разтворам фарбата. Значи, се добива ова боја, која се става во тоа шишенце. Тука имате на раквици.
маска за кога ќе смијате и упатство. Јас се фарбам на овој начин веќе 4 години можеби и секогаш истата поставка, така да нема да читам ништо. Значи, најпрвен ја турам бојата во ова кутивче. Мислам, како ви објаснувам, како никој да не знае како се префарба. Во ред. Сега, тоа ќе го измешам. Откако ќе го измешате добро, го кршите ова. Ставам на ръцете. Јас обично се фарбам со рака, не користам четка, мислам се е навика. Секогаш почнувам да мачкам тука и после како иди размачкувам низ цел корен. Така да почнувам, сега немам ни огледало овде. Но тоа прилика изгледа вака. Морате да внимавате, да направите хаос, малце ми е готов. Не знам дали се фарбам правилно или така прилика. За мене ова одговара. Така да, во ред, задоволна сум. Последно што видовте е јас со другарките. Тоа беше пред неколку дена. Се собравме, бев јас слободна, дојдоа кај мене, пиевме кафе, се дружевме. Овие неколку дена работев и ништо не ви снимив за влог, но ви снимив едно ново видео. Тоа ќе го гледате после влогот. Да, сега се дојдов денес од работа и мислев да легнам да спијам, секако сум сама. Филип сам е на Берлин, имаше нешто работа и јас не можам да спијам, многу ми се јади и сега планирам нешто да направам, па реков зашто да не ви снимам за влогот. Значи, ќе правам еден рецепт со тиквица. Ни треба една тиквица, јајце, ниско масно сирење, прашак за пeciво пола. Некне со девојките правевме палачинки, па затоа ми остана пола прашак за пeciво, што ќе го искористам денес. И ми треба брашно. Исто така тука можете да користите и зачини, сол, вагета, црн пипер, се што обожавате. Става се внатре и после тоа само се меша. Искрено во рецепта пишува колку од што, но јас сето го направив од прилика. Еве како изгледа. Сега сето ова се печи. Доколку имате сусам, може да ставите сусам од озгора, доколку не и вака е во ред. Накрај само вакви работи мене ми се случуваат секој пат, но како што велат, лошото нека биде во него. Еве како излезе. Искрено ова ми е една од невкусните здрави рецепти и најмногу го спремам на вечер или на сабајле, така да сега ќе уживам. Еве како започнува еден мој ден. Со многу писма што треба да се средат. Добив и поклон од H&M, 30% попуст на некој артикл.
тоа можем да го искористиме, а може да направиме и некој хол. Видете како ми е пукната шофершайбната. Треба да се смени. А ова сето се случува од едно камче и после се шири, вака, кружи и тука застана. Еве да видите, ова е нашата покана за свадба. Пред неколку дена пишав на еден профил од Facebook. Тие изработуваат покани и ги праќаат по карго. Баш е многу практично, затоа што там може да се нарачате многу убави покани и не се скапи и стигнуваат стварно многу брзо. Јас имам само дигиталната форма, затоа што планиравме кога ќе појдеме Македонија, тогаш да порачаме, но сакам да ви го покажам. Ова е профилот. Можете да го најдете на Facebook. Тие имаат многу модели на покани. Искрено, јас не бев во можност да ги изгледам сите и да одбирам. Сепак сакав да биде нешто минималистично, нешто едноставно, да не биде нешто претерано. Покани имаат од 7 денари, од 10 денари, во зависност од тоа со што ќе се порачате, каков конец или сатенска лента. Баш имаат многу добро објаснето. Доколку пример сте заинтересирани, можете да му пишете и искрено ви кажувам, добивате одговор во рокот можеби 2 сати. Премногу се брзи, јас сум задоволна. Познавам луѓе што имаат купено од тука и што стварно мислам подобро е да ги средите овие работи, да ги порачате и да не ги мислите, затоа постојат вакви луѓе што се грижат и баш сум многу задоволна. Јас сакав само да се ја правам поканата, но искрено, како што поминува времето, кажувам секогаш, не можам, некако се не ми останува време. Затоа се одлучив моите покани да бидат од тука. Искрено сум презадоволна. Јас се уште ги немам видено во живо, но сепак верувам и мислам дека ќе бидат супер. Ви благодарам на сите што го гледавте ова видео. Доколку ви се допадна, ставете лайк, subscribe, а ние се гледам во моето следно видео. Чао!